Добро утро и од мене во Слободен печат. Има ли нови моменти во екстрадицијата на Палчо? Што се случи во Арачиново? Се знае ли за колку време може да се земе пасош во Министерството за внатрешни работи по брза и поредовна постапка? Се само дел од прашањата кои што утрово ќе се обидеме да ги одговориме со дополнителниот заменик министар од Министерството за внатрешни работи, господинот Митко Војмацалиев. Господине Војмацалиев, ви благодарам што ја прифативте поканата на Слободен печат. Дадов дел во најавата за темите на кои што ќе разговараме. Најпрво околу екстрадицијата на Палчо. Има ли нови моменти и докаде се случували нешто околу истрагата за убиството на Вања? Добро утро, ви благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Да, таа е тема која е исклучително важна да ја затвориме што е можно побрзо за граѓаните да бидат мирни и спокојни дека системот функционира. Од аспект на МВР можам да кажам дека сите дејствија и во моментот кога се случи убиството, грабнувањето се веднаш и навремено преземени и таму веќе знаете дека имаме поголем број на лица уапсени и осомничени и веќе МВР ја комплетираше документацијата и испратена до Министерство за правда за екстрадицијата на едно од лицата осомничени за убиството на Вања и на лицето од Велес. Што би сакал туку уште еднаш да повторам за вашите гледачи, дека кога се случи тој немил настан, полицијата, како што напомена, ги презема сите дејствија во даден момент, но од една политичка партија бевме жестоко критикувани во тој период како министерство, дека не сме преземале навремени дејствија, дека не сме оделе по закон, по процедури, доколку сме преземале се, лицата би биле спасени. Таа теза падна во вода со извештајот од внатрешна контрола, кој што знаете дека имаше и соопштение од Министерството за внатрешни работи, дека против ниеден од колегите нема да биде подведена дисциплинска постапка. А знаете да поведете дисциплинска постапка. Меѓутоа, ве прашав конкретно прашање околу екстрадицијата на Палчо. Има ли таму нови моменти? Се знае ли точно кога ќе се спроведе? Се чекали да се почне кампања или нешто друго е во прашање? За тоа да ви одговори ќе треба Министерството за правда, бидејќи од МВР се она што е побарано до денеска и претходно е се доставено навремено она што е потребно за една екстрадиција на едно лице. А јас очекувам час поскоро да биде тука и да изнесем пред лицето на правдата. Во Арачиново минатата недела имаше пукање. Ранети беа двајца, меѓу нив беше и тројца практично беше ранет и градоначалникот на општината. Кажете ми, има ли никакви сознанија тука за што станува збор, дали станува збор, се извинувам, за можеби партиска присметка или во прашање нешто сосема друго? Да, за жал во Арачиново имаше напад на градоначалникот, инаку градоначалникот не е погоден, само двете лица се погодени, за среќа се живи, немаат посериозни последици, инаку би сакал да ги демонтирам некои надписи кои ги читав синоќа, дека имаме уапсено лице поврзано со таа пресметка. Тие лица што се уапсени, тоест тоа лице не е поврзано со пукањето во Арачиново, него тоа е при рутинска контрола која имаме на границата од воздух и од копно која вршиме. Таму е уапсено едно лице барано по меѓународна потерница повратник од странски борци од Република Косово. Значи тоа апсење не е поврзано со пукањето во... Значи напаѓачите се уште се на слобода во превод. Напаѓачите се уште се на слобода. Имаме таму осомничени лица. Имаме подигнато одредени докази, но сепак за јавноста сакам да знаат. Јас сум таков човек, транспарентен и секојаш и порано дури сум бил дел од кабинетот на Спасовски, сме се трудели да бидеме секојаш транспарентни и објективни, да не правиме сензација во медиумите кои некои структури пробаа синоќа да направат во медиумите дека имаме уапсени лица поврзани со убиството. Значи уште еднаш повторувам, уапсени лица со пукањето и обидот за убиство во Арачиново се уште немаме. Значи тие лица се за сосема друг случај и во други околности уапсени. Околу убиството на докторот во Железара се беа уапсени тројца кога сме веќе кај апсењата, меѓутоа после известно време беа пуштени. Што се случи таму? Бидејќи Слободен печат има сознанија, дури се оди до таму, не знам МВР дали ќе го потврди или демантира тоа, дека докторот е убиен на друго место и дека е донесен со кола на местото каде што е пронајден. Тоа ми е првото прашање и второто прашање, бидејќи се ширеа шпекулации и најразлични теми дека дури станува збор за убиство поради љубовница,
Дали ме интересира МВР расчисти дали докторот е убиен поради работата како доктор или станува збор за нешто сосема приватно? Вака. И значи едно по едно прашањата за жал во месец дена на територија на СВР Скопје имаме два небили настани. Едното е пукањето во Рачиново, второто е убиството на докторот. Таму да, имавме приведено 3 лица, со законскиот рок кој ни ги овозможува, бија задржани на разговор, обавени разговорите, констатирани деталите и лицата се ослободени поради недоволен број на докази да продолжи постапката понатаму. Колегите се уште работат, ги собират информациите од терен, подигнати се доказите од автомобилот кој е најден, лицето кое што е најдено и според наши сознанија, и тоа до сега што е утврдено, можам да потврдам дека лицето не е убиено во автомобилот, туку е донесено во автомобилот. Повеќе не би можел да открием, да не ја нарушиме истрагата. Во овој момент толку би можел да кажам, да ви ги потврдам, тоест вашите сознанија, а за мотивите уште не се откриени до крај. Значи се уште не се знае дали е убиен поради тоа што работел како лекар или сепак станува збор за нешто приватно? За жал се уште не. Така. Ајде околу личните документи. Вашиот колега, да го наречам, дополнителниот министер Тошковски во гостувањето на Слободен печат излезе со информација дека околу 100.000 граѓани ќе останат без законското право за гласање. Кампањата почнува веќе во четврток. Има ли тука некои измени, бидејќи во редакцијава се јавуваат луѓе кои што и покрај тоа што имаат извадено лична карта не се наоѓаат на избирачкиот список? Да, за жал имаме една ситуација во која што јас говорев уште од првиот ден, кога настапи техничката влада, дека ние не треба само да создаваме услови за сликање на граѓаните, туку треба, ако го зголемуваме сликањето, треба и добрувањето и печатењето. За целиот еден круг да го затвориме. И тие мои тези се потврдија уште пред 2 недели, дека ние имаме поголем број на сликање на граѓани, но имавме во тој момент пред 2 недели 55.000 граѓани кои се сликале за пасош и 33.000 граѓани кои се сликале за лична карта, кои воопшто не се одобрени документите за да отидат и на печатење. Значи, тој процес е многу сериозен и бара сериозна посветеност. Не бара брзи потези чисто за PR маркетинг, да кажеме дека нешто сме направиле. Инаку, за бројката да се зголеми на сликање, беа повлечени базни станици од попалите места. Со тоа се потврдува тезата, што сум ме збореле како министерство и порано и јас, дека нема капацитет на печатење? Дека во внатрешноста се завршени процедурите многу порано и граѓаните ги смениле своите лични документи. Со овие базни станици, кои се во моментот донесени во Скопје и се слика, ние во суштина не можеме да ги испечатиме пасошите за 15 дена лични карти како што е законскиот рок. Бидејќи пак ќе кажам, тоа е едно тркало кое треба да врти рамномерно и во одредена брзина секаде да се движи. Ние, за жал, пак ќе повторам, имаме голема брзина на вртење во сликањето, во одобрувањето сега се организиравме, имавме состанок на моје барање, но за жал машините се тие кои што ги имаме. За купите нова машина, да, го треба година дана така, дека треба тендер, тоа не е обична машина. Не е обична машина, таа е специјална машина и да го направите тендерот и да имате парите, вие наравно за 10-12 месеци ќе ја имате машината. Инаку би сакал да споделам уште една информација за гледачите. Ние од 2021, кога сме започнале со издавање на документи со новото истово име, заклучно со датумот кој беше одреден 2024, МВР имало можност да испечати над 2 милиони. А зошто не испечати ако имала можност? Зашто немало побарување во тој период. Значи повторно граѓаните се виновни. Не се граѓаните виновни. Граѓаните никогаш не можам да ги обвинам. Перцепцијата и потребите на граѓаните ги прават политичките партии. Така е. А за жал, ние во тој период имавме политички партии кои повикуваат дека ќе го укинат Преспанскиот договор, ќе го вратат старото име, па после повикуваа на бојкот на потписот. Значи се повикуваа на бојкот, ништо не повикува за напредок на државата. И за жал, заради нивни тие бојкоти, дел од граѓаните беа изманипулирани од нивна страна, не од државата, политичките партии. Државата имаше капацитети и беше спремна да ги смени. Па не би рекла дека тука и политичките партии се виновни, и граѓаните имаат еден чуден менталитет, мислам дека се чекаат секогаш 5 до 12 да се закаже за документи и никој не очекуваше, мислам сите веројатно игравме на таа карта дека ќе биде и продолжен рокот.
Спомнавте 55.000 пасоши и 33.000 лични карти. Кажете ми во слободна проценка што значи ова, за колку време ќе бидат испечатени, бидејќи во меѓувреме се сликаат и нови. Каков е капацитетот на издавање на дневно или на месечно ниво? Предпоставувам дека имате некакви статистички податоци. И за кога, доколку денесеве се слика некој, кога треба да ја очекува личната карта најрано или пасош во секој случај? Значи вака, ние имаме машини кои се специјално само за пасоши и за лични карти. Значи различен е процесот. И на состанокот кој што го имавме на моје барање за одобрување на лични документи, тука отворивме темата и начинот на динамика на што ќе дадеме приоритет повеќе на одобрување и на печатење. Донесовме заклучок дека тие 33.000 лични карти ќе им дадеме предност во одобрувањето, тоа се случи и за викендот, со цел да ги испечатиме побрзо личните карти за граѓаните да ги имаат. Пред се не би кажал дека на граѓаните, на дел од граѓаните многу ги загрижува дали тие ги има на избирачки список или нема да гласат. Според мене што е поголемиот проблем, доколку вас ви истечена личната карта и не важи, вие не можете во банка. Не можете да додите во банка, не можете да си ги средите личните документи. Многу поголем проблем за граѓаните и јас инсистирав и се сложивме тогаш со Тошковски дека мораме да дадеме приоритет на личните карти. Бидејќи пасошот е документ кој ви го треба за надвор од државата и сметам дека е многу побитно граѓаните кои имаат истечени лични карти. Знаете дека личните карти со Република Македонија важат до датумот кој е втиснат на истечување на самата лична карта и мислам дека е многу побитно да направиме граѓаните да ги имаат личните карти, да ги остваруваат своите, може да си ги поне пензија, плата, да им функционира семејството во најмодерен тек. И можам да кажам дека сите дописи кои пристигаат до Министерството за внатрешни работи, дали е тоа како што направивме со министерот Бочварски, да имаме брза линија за транспортерите, сме го правиле порано за старечките домови, дали не треба да луѓето да ја представуваат државата, некои надпревари, медицински потреби, доколку имаат, сите кои се пристигнати во кабинетите се процесурани. Така да се трудиме во овој период граѓаните кои што не ги смениле своите лични документи, а во моментот имаат итна работа да отидат во странство подкрепена со докази, да им излеземе во пресред, а не се во можност да платат 6.000 денари за брза постапка. Кога сме веќе кај брзата постапка, информации кружат дека и таму е комплетен хаос. Значи, граѓаните уплатиле за редовна постапка, меѓутоа пасошот не им бил издаден во законскиот рок. Сега се обидуваат да доплатат за брза постапка и велат дека се чека со часови. Вчера во неврзан муабет имавме изјава, мислам приватно сознание, дека чекала пријателка моја цели 5 часа таму и не успеала да заврши работа бидејќи не можеле да ги најдат документите. Точно ли е дека рачно се бараат документите, значи се листаат од сите тие кои што се таму неодобрени и дека дури потоа се добива можност да се уплати за пасош по брза постапка, па дури отпосле да се чека за да се издаде пасош. И колку време практично треба со доплата да се добие пасош по брза постапка? Да, вака, значи, кога се сликате за редовна постапка и нормално дека очекувате за 15 дена да го добиете пасош, и си правите некој сите знаеме дека месец дена најмалку треба, месец и пол. За жал. Иако во минатото и да кажам негде до 20 јунари сите ги добива за во 15 дена своите лични документи. Законскиот рок не беше прекршен. Сега и кај нас, пак ќе кажам, и до мене лично и до сите нас стига тие пораки дека луѓето очекувале дека ќе добијат свој документ, не го добили, бараат да си уплатат поитна постапка. И јас тогаш секогаш ги барам службите и ги прашувам во која канцеларија се врши тоа и ги праќам таму луѓето да си доплатат и таму колегите да ги бараат досиета на луѓето, гледаат дали во која фаза е документот, бидејќи како што информирал имало во фаза во која е документот веќе не може да се креира од редовна во итна постапка и тоа сигурно одзема време да се најде документот, да се заврши таа работа и затоа граѓаните да кажам го губат своето драгоцено време, како што имала вашата пријателка 5 часа во управните служби. Јас затоа јавно кажувам за тие граѓани кои имаат навистина потреба да го земат пасошот во тие 10-15 дена, дека во моментот Министерството за внатрешни работи тоа не може да го пружи како услуга. Зборуваме за редовна постапка. За редовна постапка, да си уплатат
навремено за брза постапка доколку имаат финансиски средства или доколку имаат некоја медицинска потврда или било што ќе го подкрепат со тоа, стоиме на располагање да помогнеме на граѓаните. А за брза постапка ги добиваат за 48 часа, колку што е законскиот рок. Имаме ли доволно образци? Некако доаѓањето ваше на оваа функција го обележа на чекањето на образци на граничниот премин, така да кога сме веќе тука, има ли доволно образци и како оди набавувањето? Имаме ли достава континуирана? До кога, бидејќи Тошковски тогаш ми рече во интервјуто дека до 4 мај е некаде од прилика доставата со тогашното темпо. Како оди сега? Да, може би моето министерување ќе го одбележи чекањето на образците, так, но после тоа никој не збореше дека нема образци. И тоа беше единствената причина кога отидов на граничниот премин и ги објавив тие фотографии. Дека образци стига на време, дека образци има. И ако приметите тој ден, сите зборат дека сум ги пречекал, никој не збореше за образците, меѓутоа може да се служите, мислам, беше прв пат да се чекаат образци на граница. Да, прв пат беше, но и прв пат некој пробуваше да каже дека не стигаат образци и нема образци. Знаете, на лажните вести мора да им се спротивстави. И некогаш може не е најпригодна начинот на кој ќе го направите, но сепогаш мора малку да ризикувате за на граѓаните да им ја покажете вистината. И јас сум спремен во секоја прилика да направам се за граѓаните да бидат вистински информирани. И како напред малку што го зборев за Арачино. Че не ни требаат сензации нас. Граѓаните се уморни од сензации, од лажни ветувања и кажувања вака. Значи, треба да сме искрени и да кажем немаме приведени, не може да дадеме пасош за 15 дена, и имаме образци. И тоа е моја водилка која што ќе го правам. Значи образци имаме, образци ќе имаме и никогаш нема да имаме проблем со образците. Значи, знаете дека према предавањето од Спасовски спрема Тошковски во наредните 24 часа пристигна 50.000 образци, па 20, па тие што ги пречекав јас. Пречеканите. Пречеканите образци, да кажеме. И тие, потоа стигна уште 400.000 образци за лични карти. Ќе стигне нова тура при средината на јуни, во мај, пак во јуни, значи процесот ќе тече нормално од зборам од аспект на печатење и на имање образци. Инаку машините печатат од 3 до 3.500 образци дневно, работат 6 дена во неделата, некогаш работат и во недела печатиме околу 2200 образци. За се со цели машините мора да ги одмориме, да ги изчистиме за да не одиме со некој максимум, па да имаме некој дефект, тогаш целосно да застанеме со работа. Ве прашав, меѓутоа не го добивме одговор од на граѓаните да им кажеме доколку се сликаат денес, за колку време добиваат лична карта, а за колку време пасош. Има ли некаков рок? По редовна постапка секако. За лична карта не постои можност да се извади по брза постапка. Да, по брза постапка нема можност, а за личните карти, како што кажав, дававме приоритет и мислам дека ќе се скрати времето на некој 20 дена, иако сега е месец дена, со ова одобрување и давање приоритет на сликање, а за пасошите ќе кажам дека ние негде сме стигнати сега до 20 февруари. До таму сме испечатени, а веќе сме 3 април. Значи тоа значи дека 3 месеци ќе треба да чекат по превод од месец и пол. Така. Вашата партија излезе со информација дека околу безбедносната состојба во државава дека е нестабилна. Од каде вакви сознанија и можеме ли на граѓаните да им гарантираме безбедни избори, бидејќи пак ќе се навратам од четврток почнува кампања, имаме и председателски парламентарни избори. Какви се тука сознанијата, бидејќи на хартија нема ништо, меѓутоа од она што се зборува по кулуари дека мислам од вашата партија излезе таа информација дека е небезбедно во моментот во држава. Знаете, политичките партии имаат едни информации, тоа е информациите кои ние како министерство и вие како медиуми ги пружаме према јавноста. И сосема легитимно е да бидат загрижени за безбедноста, бидејќи јас го прочитав соопштението и вчера на штабот кој го имавме беше продискутирано. Тоа соопштение таму се наведени сите случувања кои се случиле во ова техничка влада. 4 запалени возила во Прилеп, убиството на дете во Прилеп, 2 убиства во Скопје, нерешените практично едно пукање, едно убиство. Да, и докторот ја Рачиново се нерешени во моментот. Сосем нормално одредена политичка партија или граѓаните да имаат загриженост за својата лична и колективна безбедност. Ја тоа не го оспорувам дека сите имаме право да бидеме загрижени. Но сега зборам како граѓани, а од друга страна,
како носител на одредена функција во Министерството за внатрешни работи, можам да кажам дека со сите своји капацитети работиме на терен и со новите началници кои се поставени од страна на министерот Тошковски и тие натаму даваат команди за функционирање надоле како ќе функционира, бидејќи знаете, луѓето во Министерството со исти само е на 14 места смената раководната структура. И тоа секогаш многу значи, тоа исто како во телевизија, кога ќе се смени уредникот, се менува и начинот на информирање. Немам такво искуство, искрено. Не зборам општо, кога ќе се смени во некоја телевизија, тоа е и начинот и на работата во едно министерство и сега тука ја влечам паралелата кај што пак ќе кажам, една политичка партија загрижена за безбедноста, сигурно според нив сметаат дека тие раководни места кај што имаме промени недоволно ги извршуваат своите работи, а можеме и да потврдиме дека стварно ние во Скопје ги немаме решено двата немили настани. На крајот, што сакам да потенцирам, дека Министерството за внатрешни работи има опрема, има луѓе и прави се граѓаните да бидат безбедни. Знаете дека не обвинува како поранешно раководство на МВР дека сме оставиле северната граница небезбедна, кој сака влагал, излагал. Тоа се побива со две клучни работи. Со вчерашното апсење на високо профилиран криминалец, терорист. Так. И тоа се потврдува дека во нивно време во моја комана влегао терористи, не вознемирија нас и убија мои 8 колеги. Сега повлечете паралела кога е безбедна границата, а кога не е безбедна границата и во врска со изборите, знаете дека ние го обезбедуваме и ДИК и сите витални објекти кои се битни, ќе ги обезбедуваме материјалите кои ќе се транспортираат и во ДИК би сакала да споделам една информација за вас и вашите гледачи, таму имаме спречено како полиција, ајде да не кажам, да, ми спомнавте дека се обидало некое лице кое што носило никакви апаратури да влезе со две лични карти. Првиот ден со една, следниот ден со друга. Може ли еве поконкретно, бидејќи ја начнавте темата, да објасните зашто конкретно вака, во ДИК се работи за два случаеви кои ги имаме документирано со службени белешки и се е ставено на хартија од полициските службеници кои се на обезбедување на просториите на ДИК. Таму се работи при внесување на одредени уреди, во документот за реверс, лицето кое е заведено не соодействува со личната карта, бројот и личната карта и серискиот број на таа лична карта, што лицето е нормално вратено, пријавено е во ДИК и во текот на денот. Можно ли е тоа лице во меѓувреме да ја сменило личната карта? Тоа, видите, можно е бидејќи се работи за различен број на лична карта, но ние како полиција сакам да кажеме дека до најситни детали внимаваме кој влага, кој излага и таму е строго контролирано. И второто нешто што е нотирано од македонската полиција која е на обезбедување на објектот, дека во одредена просторија кај што е забрането да се влага со IT уреди, конкретно со USB, едно лице има обид, дали намерен или ненамерен, има обид за влез USB во таа просторија кај што од македонската полиција е спречен тој обид и известено раководството на ДИК дека имаме таква појава. Тоа говорат, овие два примери ги кажувам, можеби за некого се минорни, но ги кажувам дека МВР до детал ги проверува сите работи, кога е дадена задачата на нивна страна. Со што граѓаните можат да бидат спокојни дека Министерството за внатрешни работи, Бирото за јавна безбедност ќе дадат својот максимум да ги спроведеме овие избори да бидат фер, слободни и демократски. Впрочем и сите извештаи од 2017 па наваму немаат нотирано ниту една сериозна белешка конкретно према Министерството за внатрешни работи. Значи Министерството е многу поразлично од тоа што било, тоа го зборови последните извештаи на ДКСХ за дека сме прва владина институција за тоа што треба да го сработиме. И тоа е големо признание за мене. Да, ќе го оставиме другите да го прокоментира, да излеземе малку од сериозните теми и да ве прашам еве едно прашање кое што веројатно ги интересира граѓаните. Во Министерството за внатрешни работи сега има дополнителен министер и заменик министер. Како функционирате со Тошковски и како тече еден ден, бидејќи ви се преклопуваат на некој начин функциите? Има ли двојство, има ли расправи, имате ли колегиуми, се гледате во текот на денот? Како изгледа еден ден во Министерството за внатрешни работи? Мојот ден секогаш почнува со спремање на синот за во градинка, бидејќи таа е моја обврска и порано сум ја правил и сега со задоволство го правам тоа, бидејќи и во овие 100 дена и натаму што ќе се случува на кое ќе бидам функција, сепак сакам семејството и пријателите
да ги одржувам тие контакти, бидејќи на крајот на денот тие се најбитни. После сите проблеми и се одиме сите дома и тие се луѓето кои на еден начин не расположуваат и ни даваат ведрина во целиот живот и така го почнувам денот. Во МВР сум секој утро во 9 часот, Тошковски доаѓа во 8, со оглед дека тој живее во Скопје, јас во Куманово. Таа е 1 сат е човекот пред мене. Таму денот почнува, секојаш кој ќе дојдете со Балја во кабинет, ме пречекува секретарката Зоре. Зоре е синоним за сите министри дека била секретарка. И јас често знам да се нашалам дека ние сите сме листопадни, таа е зимзелена. Но жената е професионалец и си ја врши професионално својата работа. Таа ме пречекува секое утро и со трупишна пошта. Секогаш тоа. Министер, ова треба да се потпише, ова е итно. Реално има некои итни работи кои не чекаат, мора веднаш да се потпишат. И потоа се слушам со директор Цашо Тасевски, го барам како е безбедносната состојба, што има тој да ми каже. Каде е Тошковски тука во распоредот утренски? Па тој е малку покасно, бидејќи тој си има своји обврски со кабинетот и доколку имаме потреба, еве еднаш сме се слушнале во 6:30 са Балја, кога имало потреба, сме комуницирале се што е интерес за граѓаните. Јас се она што е потребно граѓаните да се безбедни, без разлика дали е Тошковски или некој друг, јас ќе комуницирам се во интерес на граѓаните. Дека имаме несогласување, имаме, тоа е многу нормално. Прво сме различни и по политичка определба и по други гледања. Да, меѓутоа граѓаните тоа не ги интересира, крајот на криштата. Ама тоа сакам да кажам. Ние уште од првиот ден да кажам имаме некој договор дека сите несогласувања како ги расправи, како сакаме да ги кажеме, да останат во прва зграда. Кај што се кабинетите и од прва зграда не излегуваме со еден допис, со една команда према македонската полиција, према вработените во Министерството за внатрешни работи, бидејќи на крајот јас и тој ќе си заминеме од функциите, вработените ќе останат и тие и после 10 треба да имаат тимски дух и да продолжат да работат. И мислам дека до сега успешно тој дженталменски договор го одржуваме и се надевам дека ќе остане така и до завршување на мандатот, бидејќи многу е битно да не ја нарушиме кохезијата внатре во Министерството за внатрешни работи. Ние во 2017 наследивме една полиција многу поделена внатре меѓу себе. И сега имаме полиција која е многу потимска, поорганизирана. Сега имате можност да уште повеќе да организирате, бидејќи сте од двете политички партии, така да мислам дека тука двојството треба да биде да го нема едноставно. Се трудиме, да, и точно ме прашавте, имаме состаноци заеднички со странски амбасади, со нашите вработени заедно. На седница на влада секогаш одам јас, министерот Тошковски многу ретко доаѓа, мене ми се падна таа улога. Секој вторник сум во владата таму, на седниците ги бранам точките на МВР кои се од интерес и на граѓаните и на македонската полиција и мислам дека до сега барем на тој план, зборам во документи, во таква работа, да кажеме 90% сме добри, 10% знаете дека си поништувавме на влада. Така. И за крај, каде се гледате после 8 мај? Останувате ли во Министерството за внатрешни работи или имате некакви други планови? Видете, јас секогаш сакам нови предизвици и тоа се покажало во минатото, бидејќи овие, да кажам, некои 12 години сменив повеќе институции, повеќе работни места, бев работен во Собранието на Република Северна Македонија, потоа дојдов советник на Спасовски, па заменик шеф бев на кабинетот кој беше Спасовски, пример во на корона криза, па се вратив шеф на кабинет. Така да можно е да смениме нешто. Тоа е познато по мене дека ги менувам институциите и работните места, бидејќи сакам нови предизвици. А инаку по завршување на мандатот по сила на закон се враќам како државен советник во Министерството за внатрешни работи. Господине Бујмацалиев, ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека ќе функционирате и така и понатаму со Тошковски, или како досега. Очекуваме обединета полиција околу изборите и безбедносна ситуација на ниво. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на Весникот. Ви благодарам за вниманието.